Почнуваме со емисијата, како што најавивме, гостен во студиото господинот Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз, пратеник. Добро утро, господине Трајанов. Вчера видовме дека вие и останатите партнери од владачкото мнозинство бевте на среда во владата и од коалицијата предводена од СДСМ. Се видовте со премиерот Заев. Од соопштението кое го слушнавме после средбата, видовме дека сте му изразеле подршка, сте побарале да ја приспита одлуката за оставка. Кажете ни, што е заклучено суштински од таа средба, што е она што јавноста би можела да го знае малку повеќе, нели, освен тоа соопштение? Добро утро до вашите гледачи. Вчера имаше една средба која што траеше доста долго, беа сите представници на партиите застапени во парламентот од парламентарното мнозинство. Се отвори широка расправа за сите аспекти, се разговараше вклучително и за понудената оставка од председателот на владата господинот Зоран Заев. Првенствено се даде тежина на стратешките национални и државни интереси во овој период. За тоа се разговараше и околу формирањето на нова влада, но сите, како што беше веќе објавено, сите политички партии застапени во парламентот, во што го сочинуваат мнозинството, се изјаснија дека остануваат цврсто, значи мнозинството на владата, која што ја поддржува владата, е стабилно, цврсто. Дополнително има информации кои се уште не е тоа официализирано, дека ќе се зголеми парламентарното мнозинство најмалку за 4 пратеници. Тој процес ќе видиме како ќе се одвива. Важно е дека преовлада мислењето дека во овој период дека не е време за повторно да се одржуваат избори. Главна причина, да речеме, зошто не треба избори, затоа што локалните избори се локални избори, на овие избори се бират градоначалници и советници. Ако направиме компаративно согледување како се одвиваат овие процеси во другите држави, да речеме во Франција, Макрон ги изгуби локалните избори, никој не го покрене прашањето дека треба тој да се повлече од претседателската функција или пак неговата влада. Во Германија на исти начин се реагира, или соседно Косово, владеачката партија само за 6 месеци, каде што имаше огромна поддршка за парламентарно мнозинство, направи влада, сега ги изгуби локалните избори, тоа секаде изгуби. И други такви примери, но сигурно дека исходот, резултатите од локалните избори мора да се разгледат од сите аспекти, вклучително и одговорноста на владата, на председателот на владата, политиките што ги спроведат, дали тие влијале на ваквиот исход. Преовлада ставот дека не треба да има предвремени парламентарни избори, дека треба да продолжи, како што и тоа беше нагласено во соопштението, дека наш сега национален државен стратешки интерес е да се разрешуваат актуалните проблеми, бидејќи многу надлежности се во рамките на активностите на владата. Прво околу економските состојби поврзани со енергетската криза, најавата за зголемување на цените на прехранбените производи. Натаму исто така прашањето сврзано со Европската унија, бидејќи има силни најави, не можам да ги потврдам, меѓутоа стигнуваат такви најави дека некаде околу 15-16 декември можно е да се одржи таа меѓувладина конференција за почеток на преговорите за отварање на поглавјата на пристапните преговори за влез во Европската унија, што е едно стратешко прашање битно за перспективите на нашата држава. И натаму други прашања сигурно се отвараат доколку имаме предвремени избори. Значи, изборите, локалните избори не треба апсолутно да ги мешаме со обстојањето на централната власт. Овие проблеми сега се искомплицира со оставката на председателот. Да, добро, дали ќе навлеземе во таа анализа? Од оно што го видовме во соопштението е дека дел од тие коалицијски партнери побарале од премиерот Заев да ја приспита одлуката, но ми се чини дека тоа не се случило. Го предомисливте ли, господин Заев? Имаше такви укажувања дека евентуално доколку нов гледаме, се извинувам, дека гледаме дека особено на тоа инсистират ДУИ.
Значи, нов мандатор ќе отвори други прашања околу тоа коалиционите партнери веројатно бидејќи ќе се формира нова влада, можеби ќе пораснат апетитите. Секоја партија ќе бара повеќе, поголем дел да биде вклучена во повеќе застапена во централната власт околу поделбата на министерски места, државни секретари, директори на јавни предпријатија. Тоа може да го услужне процесот на формирање на влада. Од тој аспект имаше такви сугестии, најавената оставка да не се ефектуира. Меѓутоа, врз основа на сите тие разговори, мој заклучок е дека Заев останува цврсто на најавата за оставка, меѓутоа мора да се процени сите аспекти кога точно треба да започне таа процедура за добивање на нов мандатор кој што ќе продолжи нова влада и таа ќе оди после тоа заедно со програмата што ќе ја подготви на усвоење на седница на парламентот. Ви навесте ли премиерот кој би бил нов мандатор? Па не, мислам тоа прашање беше отворено. За сега нема предлог, дури ги повика сите коалициони партнери да предложат што мислат човек кој што ќе може да обединува, да ги разрешува сите актуелни состојби, меѓуетничките односи, да може да ги значи од вас побара и предлог? Да, побара од сите присутни пошироко, доколку сметат дека има таква личност што може да ја води владата во едни сложени, турбулентни времена, во услови кога ќе расте притисокот за предвремени парламентарни избори. Но сакам да напомнам дека во оваа ситуација ВМРО ДПМН таков е печатокот во јавноста дека се откажува за брзи предвремени избори. Исто така, повеќе од јасно е дека не може да формира ново парламентарно мнозинство. Мој впечаток е дека сите прашања ќе започнат да се разрешуваат после нова година. Претпоставам дека и тогаш ќе биде ефектуирана оставката на председателот на владата Зоран Заев и тогаш ќе започне, така да речеме, пролетни активности кои што ќе видиме како ќе завршат, но со 62 или 66 или 65 пратеници владата може да продолжи до крајот на својот мандат. Значи, мандатот е даден од граѓаните преку парламентарното мнозинство. И сигурно дека ова ќе влие, како што реков, на вкупните состојби, односи во владата, како и на кој начин ќе работи владата, резултатите од изборите. Ние разговараме за сите прашања. Мој предлог е, да речеме, да се направи една темелна анализа за резултатите за поразот од овие локални избори и да се точно утврдат правците за натаму, за корекција, за реформи, што треба да се направи. Инаку овој период мора да продолжат реформите кои што се клучни за имплементација на европските вредности. Не смеме ние да застанеме сега. Ако веќе овој процес е почнат, ако имаме силна поддршка од Франција, од Германија, од другите држави дека мора да се отворат вратите на Европската унија, се надам дека тоа е стратешки интерес и за опозицијата, и за позицијата, и за сите граѓани, да можеме да ги отвориме пристапните преговори, да ги започнеме за влез во Европската унија. Тоа е вака стратешки интерес. Значи, вие мислите дека, бидејќи сега е главно прашање кога таа оставка ќе се поднесе до собранието, бидејќи после нели почнуваат да течат рокови, председателот после има 10 дена да го додели мандатот повторно, па треба да се предложи нов мандатар. 20 дена, во рок од 20 дена треба новиот мандатор да предложи влада и се разбира тој процес. Но вие мислите значи дека тоа не треба да се случи баш веднаш сега? Па проценките и стратешките државни интереси налагаат дека тој процес треба да се одвива, бидејќи не ја повлекува ставката Заев, но тој процес треба да започне некаде после Нова година или пред Нова година, за да има време овие приоритетни прашања врзани за нашите национални државни интереси да се обидеме да разрешиме, да продолжат реформите и доколку навистина се создадат такви услови да започнат разговорите за влез во Европска унија. Бидејќи Бугарија сега се откажува од тие нивни ирационални барања врзани за нашиот национален идентитет, не знам, за јазикот.
дека ние тука сите, вклучително и Демократски сојуз, јас како председател на партија и како граѓани ова држава, силно се спротивставиме на таквите идеи, бидејќи таквите идеи се геноцидни спрема македонскиот народ и мислам дека во ова држава на секој му е јасно дека не може да се прават отстапки со кои се нагризува нашиот Вие имате национален впечаток идентитет. дека Бугарија се откажува, бидејќи не Мислам знам последните изјави на председател Владев. Постепено се откажува и тоа ги слушаме сите коментари во Бугарија што се случува во оваа предизборна нивна сега состојба. Дека главно сега они се концентрираат на едно друго прашање, бугарите во Македонија да бидат внесени во уставот, што не е спорно доколку на исти начин се постапи во Бугарија и дека македонците во Бугарија како национално малцинство да биде исто така вградено во уставот на Бугарија. Значи реципрочно ако се постават така работите и тоа би било отстапка, но исто така бараме за тоа на исти начин да се постапи во Бугарија. Тоа прашање може да се реши. Јас апсолутно немам проблеми со тоа кој сака како да се декларира, нити пак има во нашата држава. Ние сме единствена држава каде што етничките заедници имат многу повеќе права дефинирани во уставот, во законите, каде што никаде ги нема тие решени во светот. Никаде. И ние апсолутно немам проблем ако нашите македонците се градат во уставот на Бугарија, тоа исто така ние да го направиме. Така да, ако е само тоа прашање, за сега според информациите што ги слушаме, што пристигнуваат, дека прашањето сврзано со нашиот национален идентитет, јазикот не поминува во европската, да речеме, во европските политики, дека тоа е апсурдно прашање и дека тоа полека мора да го заборави Бугарија како прашање кој ќе биде основа за и натаму да ја држи Македонија надвор. Инаку за сите овие вкупни состојби околу и резултатите, меѓу другото се изрази тоа што Европската унија ни ја тресна вратата пред нос. Пред неколку дена само видовме дека нема решение во тој момент. Сето тоа влијаеше на расположението, затоа што се води долго време кампања околу Преспанскиот договор, опозицијата го негира како договор, меѓутоа ништо не направи да го спречи неговото потпишување, донесување околу уставните промени. Апсолутно тоа се болни прашања кои што граѓаните не ги прифаќаат. Тука се работи за национални чувства, за емоции, сето тоа се одразува при определбата на граѓаните. Во вчерашното... И друг еден аспект само околу локалните избори, мислам дека кампањата што водеа партиите на власт беше школски пример како да се изгубат избори. Не навлегувам многу аспекти, околу тоа ќе имаме време да разговараме, но имаше многу работи кои што апсолутно водеа во тоа да се изгубат изборите. Зошто мислите така? Кажам мислите сега да не пред се на тоа навлегуваме што дел од вашите коалициски партнери настапија сами некои... Не, апсолутно тоа немаше никакво влијание на Вие сепак настапивте заедно со СДСМ. Кампањата водише Социјалдемократски сојуз. Коалиционите партии апсолутно не беа вклучени во тие процеси. Тоа е една димензија. Да речеме, јас сум учествувал во активноста, предизборни активности во други партии, секогаш сум зборувал по 2 пати или 3 пати на сите јавни собори митинзи. Не само јас, ниту еден не беше вклучен во оваа изборна кампања. Натаму некои беа пасивизирани, бидејќи коалиционот капацитет е добар, формално, правно, многу партии, но во суштина беа маргинализирани помалите партии. Од аспект на застапени на советничките листи, можни кандидати за градоначалници, ниту еден, не видовме ниту еден кандидат од друга партија, кандидат за градоначалник. А помалите партии по правило имат многу подобри кандидати. Предлагавме, вклучително Демократски сојуз, ние предлагавме неколку личности во неколку општини, не беше прифатено. Анкетите, мислам дека придонесува да гласачкото тело или активистите на СДСМ да бидат многу пасивни. Веројатно имаше и други проблеми, разни фракции, скопско крило, не знам, некои изјави од поранешниот председател Бранко Црвенковски и некои други личности кои што веројатно не беа задоволни од тоа што се случува во државата. Во Куманово имаше директна поделба, да. Па видите, во Радовиш имаше 2 кандидата СДСМ. Поранешниот градоначалник
не го предложи сега СДСМ, тој сам се предложи, после не знам, други партии застана за него. Има и други такви Формално, примери, да. Во Куманово, во Шутово, Ризари, веројатно и во други места, несогласувања. Тоа е чудно, значи, ако некој е градоначалник и ако него повторно предложи партијата, тие стануваат фракција или поголеми политички противници од од другите опозициони партии. Се до тоа влијаеше на исходот на изборите, но мислам дека и глобалните политички потези што се водат, тоа влијае на затоа што беа преземени тешки реформи спроведени, натаму болни отстапки зборуваме околу поврзани со Преспанскиот договор, склучување договор со Бугарија, каде што во самиот договор стои за тоа дека имаме заеднички корени со Бугарија, сето тоа негативно влијаше. Имаше и други работи кои што исто така опозицијата многу умешно ги користеше, спојувањето на 3 предмети, односно историјата да се брише како посебен предмет, со тоа што се спречува да се негува или развива националното чувство. Барам таква беше перцепцијата, веројатно не било тоа намерата. И многу други аспекти. За мен исто така е клучно прашањето сврзано со борбата против корупцијата, против криминалот, затоа што како држава перцепцијата беше дека не е ефикасна, не е ефективна борбата против корупцијата, криминалот. Сето тоа влијаеше да се создаде амбиент позитивен за опозицијата, дека таа ќе ги разрешува сите ви отворени прашања, а дека власта неуспешно ги се справува со корупцијата и други некои. Ќе преминеме на корупцијата. Прво сакам да ја прашам за Преспанскиот договор. Опозицијата претходно ВМРО ДПМН најавуваше ревизија на Преспанскиот договор доколку дојде на власт. Сега гледаме на пример во вчерашното гостување на анализа на телевизија 24 Игор Јанушев од ВМРО ДПМН вели Преспанскиот договор за нас е завршена работа, но секаде каде што можеме, да речеме, ќе го потребуваме името Република Македонија. Еве, на пример, таков е случајот во Штип, во Советот на Штип, каде што инсистирале советниците од опозицијата да бидат подпишани под Република Македонија. Утрово добиваме информација дека истото се случило и во општина Аеродром, каде советниците на левица тоа го направиле. Но Јанушев вели дека не треба да се придава премногу големо значење на тие моменти. На некој начин и тој самиот ги става во некаков фолклор, не знам во каква категорија, бидејќи се работи за кршење на уставот. Мислите ли дека опозицијата ќе продолжи со еден таков став кон Преспанскиот договор или сепак ќе влезе во некоја подлабока ревизија? Па се додека мислам дека ако го негират постојањето на Преспанскиот договор, кој што е ратификуван меѓу другото и со гласови на 8 пратеници од ВМРО ДПМН, тие формално беа тогаш одвоени, но гласа, а без нив немаше да се ратификува нити договорот, уште помалку се донесе уставните промени. Значи, во тоа време ВМРО ДПМН, како што го направи исто така опозицијата во Грција, не притиснаа доволно за да спречат подпишување на договорот и негова имплементација. Затоа што сакаа да префрлат целокупната одговорност на владеачките партии. Тие во тоа време што беа застапени во парламентот пред се СДСМ и ДУИ. Веројатно тука и некои од помалите партии беа вклучени во тие процеси. Има ли механизми да го спречат? Договорот со Бугарија, знаете, ако тоа е национален интерес, како што го тоа декларира опозицијата, можеше да направат протести, сите демократски средства да ги искористат. Замислете ако излезат 200-300 илјади граѓани на плоштадот во Скопје пред парламентот, тоа ќе е сигнал за да размисли владеачките партии дали треба да го продолжат тој процес. Но тие одлуки што ги носеше Заев во тоа време околу Преспанскиот договор беа храбри одлуки со ризикување на политичката кариера. Сето тоа сега беше наплатено на овие локални избори. Против него се разбира. Така да, веројатно и тоа е мотивот на Заев да се повлече од премиерската функција, бидејќи кај граѓаните има перцепција дека тие потези ги носи првенствено председателот на владата и председателот на најголемата политичка партија која што ја води владата, ги води сите процеси. Значи, ВМРО ДПМН како политичка партија не беше доволно спротиставена за некои работи што се случува да ги попречи. Туку
да критикува, да гради, да речеме, да печели политички поени на тоа, а одговорноста да префарли целокупната одговорност на Зоран Заев, на СДСМ, евентуално на ДУИ, но главно нападот е према Социјалдемократскиот сојуз и председателот на ова партија, премиер Зоран Заев. Сигурен сум дека ВМРО ДПМН нема да побра ревизија, преиспитување на Преспанскиот договор. Нити ревизија, нити пак ќе се откажи, може држава да се откаже од имплементацијата на некој договор со едностранна изјава, има период како и на кој начин се прави тоа. Исто така, прашањето сврзано со Европската унија. Не можете ништо да не разрешувате, да не направите никакви реформи во тој дел, да не разговарате со никого, да не направите никакви отстапки, а да барате, тоа е само, да речеме, декларативно дека сме за Европската унија. Имаше тие партии што се пак против НАТО. Не знам, нема да ги менувам. Правам, тие јавно тој став го соопштуваат. Против НАТО, имат резерви за влез во Европска унија, но поопасни се тие поединци, интелектуалци, партии кои што декларативно се определуваат за НАТО, за Европска унија, во суштина го труват населението граѓаните дека апсолутно не треба да бидеме присутни, сугерирајќи дека треба да бараме алтернативни патишта, не знам, да се поврземе со источните држави, како други, да имаме други стратешки партнери, што за мене е добро да имаме добри односи со сите држави, вклучително со Русија, не знам, со Кина, тоа никој не го оспорува. Но ние како држава, ако сме се определили за европските вредности, ако стратешки партнер се Соединетите американски држави долги години кои поддржуваат Македонија од сите аспекти, демократските процеси, така натаму. Ако имавме формално граѓански и политички консенсус за влез во Европската унија, сега тие процеси да се минираат и врз основа на негацијата или на деструкцијата што се прави за тие процеси, на тоа да се гради политичка кариера или да се добијат гласачи, мислам дека тоа е против нашите национални интереси. Да, во однос на, конкретно на Соединетите американски држави, во првиот круг имаше она соопштение од Американската амбасада, кој многумина го окарактеризира како прилично невообичаено во најмала рака кажано, каде што предупредија за постоење на некаква група од 80 луѓе кои би го попречувале изборниот процес. Тие тоа го проследија, но надлежните се разбира да го проверат, но според сите проценки нивниот начин на искажување на тоа соопштение така и јавно е еден вид на порака до власта, бидејќи таа го контролира изборниот процес. Тие не кажаа таа група за кого би работела, но сепак е така. И сега доаѓаме до исто така до некои анализи кои беа и информации неофицијални кои цело време беа лиферувани и во изминатив период, дека и меѓународната заедница не е премногу задоволна од премиерот Заев во насока на борбата со корупцијата. На тој проблем за кој вие сами одзборувавте исто така од ова студио, дека земјава има проблем со тоа. Дали вие мислите дека можеби позади оставката има и некои други причини од ваков карактер, освен личното разочарување на премиерот Заев? Попрецизен одговор ќе даде Зоран Заев се разбира, за неговите мотиви, да. но мислам дека Соединетите американски држави не се мешуваат околу политичките состави. Посебно не да фаворизираат една или друга политичка партија. Тие ја гледаат нашата држава како држава која што е стратешки партнер и сите процеси кои што се позитивни ги поддржуваат. Околу корупцијата имат многу јасен децитен став, дека не е ефикасна и ефективна борбата против корупцијата, инсистираат тука на сите гарнитури на власта да се справат со корупцијата, бидејќи криминализацијата на државата ги кочи сите процеси. Значи, криминалот разумно действува врз сите институции и во целина го коча развојот на државата. Сега, знаете, доаѓаат многу луѓе, носители на јавни функции, до огромни капитали, го гледат тоа граѓаните, а нема ефикасна борба. Јас и вчера зборував на оваа средба дека една од клучните стратешки цели за кои што мораме сериозно да се зафатиме борбата против корупцијата. Бидејќи
Судскиот систем е некредибилен, нефункционален. Тој и досега не функционираше. Сега во една ваква состојба кога има дилеми дали владата ќе продолжи ова влада или не, уште повеќе ќе имаме однесување кој што не значи право раздавање. Судскиот систем треба исто така темелно да се реформира. Има многу работа, затоа викам дека не смееме ние да прекинеме сега повторно да одиме на избори, независно од тоа, како што е најавот едно ново парламентарно мнозинство, проширување, сите тие аспекти да ги тргнеме на страна. Не ни требаат сега предвидени избори, бидејќи треба да се одвијат сите процеси што се клучни за едината на државата, да се отворат перспективи, инаку сето ова, сите овие турбуленции и така натаму, ќе се одразат врз расположението кај младите генерации и тој тренд на напуштање на нашата држава ќе продолжи. Ние мораме да создадеме амбиент дека во оваа држава владее правото. Законите важат за сите. Корупцијата, јас тоа го најавувам. Ми се чини дека граѓаните не имаат баш таа перцепција и тоа го покажуваат. Перцепцијата е дека постои криминал, дека високо криминализирана држава. И ова што го кажате, Македонија. дека законите не владеат подеднакво за сите. Јас инсистирам, меѓу другото, долго време се залагаме, имаме некои заслуги сите овие процеси ради изборите. Ќе продолжам закон за борба против корупцијата, во кој што ќе инсистирам да се формира агенција за борба. Или класичен FBI во Македонија, составен од 30 до 40 врвни експерти кои што ќе можат да работат на откривање на тешките случаи. Јавна набавка, како надминува над 500.000 евра, мора да биде предмет на оперативно истражување анализа на ова мала агенција, како што реков, класичен FBI. Врзан првенствено за високата корупција, за тешките облици на криминал. Инаку вака расфрлани 7 институции работат на спречување, сузбивање, на откривање на криминалот, во суштина ниту една не е зафатена така како што треба, немаат меѓусебна координација, а ова тело може да биде да ги презема сите случаи што се тешки случаи, да ги обработува, се разбира во тесна соработка со јавното обвинителство за организиран криминал. Така да мора да одеме. Друго прашање е врзано законот сега што се подготвува околу потеклот на имото. Тој закон знаеме, ако имаш куќа, врати го станот. Тој пропадна во бивша Југославија, затоа што може да биде насочен спрема обичните луѓе, кои што немат политичка моќ, немат како да се заштитат судскиот систем, тие ќе ги суди, не тие што се носители на високи држави или што биле носители. Затоа што тие што имат моќ, капитал, полесно ќе се справат пред судовите, ќе ангажират силни адвокати, ќе ги ангажират медиумите, ќе ангажират невладен сектор. Виде сега каква состојба во државата, колку медиуми, да ги напаѓа медиумите, бидејќи тие се сепак некои од нив, колку се вклучени, зборам и за порталите, колку се вклучени, да речеме, за некои процеси, поинеку да се одбиват судски процеси. Тука дури има вклучено и други структури, интелектуалци. Тоа значи дека тој што има капитал, полесно ќе го отфрли обвинението. Затоа ни е клучно да имаме здрави, цврсти институции, јавно обвинителство, судски систем да биде кредибилен, но да имаме една агенција, една институција која што сите овие тешки случаи ќе ги доследно анализира, обработува. И не викам дека ние ќе правиме сега нова институција. Луѓе што се вклучени, финанска полиција, разузнавање, во Министерството во дела за организиран криминал, Агенција за национална безбедност, 30 луѓе може да се обезбедат, да се намалат на тие институции буџетите и ова да функционира, да има високи професионалци да бидат тука, тој што ќе го бират, да го бира едно тело од невладен сектор, од универзитетски професори, од парламентот, кој што ќе има директорот, каде директор ќе има 7 години мандат. Сакав да укажам дека таква институции ние немаме. Сите се под политичко влијание. Не може институциите да функционират ако владата со нив раководили владеачката партија. Тие селективно пристапуваат. Не може да отворат. Имаме ние, еви во овој период и претходно и сега, имаме многу медиумски написи за корупција околу јавните набавки, за тендери сомнителни. Никој тие не ги обработува. И тоа создава печат кај граѓаните дека партиите што се на власт се штитат, дека не одговарат нивните носители јавни функции. Па дури јас го отворав прашањето сврзано за одговорноста околу пожарот во Тетово.
носителите на јавни функции, директорите на институции каде што партии ги постуват, а секаде ги постуват партиите, дека тие се чувствуваат слободни. Не ги почитуваат законите, не ги почитуваат правилата. Не може да се отвори одговорност за нив и затоа ние имаме вакви состојби каде што перцепцијата на граѓаните дека никој во оваа држава не одговара, не понесе одговорност. Има случаи за кои се води постапка, неспорно е, дури има и за некои од актуелните носители на функции, и пратеници, не знам, и некои генерален секретар на владата, за кои се води постапката. Јас го почитувам правилото на презумпција на невиност, но мислам дека борбата е неефикасна, неефективна и сето тоа ги демотивира граѓаните. Тие се разочарани, сакат ефективна борба, да видат конкретни резултати. И тоа е еден од приоритетите што треба да биде и на оваа влада или идната што се најавува дека ќе се формира. Без ефикасна борба против корупцијата, криминалот станува вредностна категорија, а не зло со кое што ние треба да се справиме и така да станува вообичаена работа некој кој стекнал огромно богатство со криминал. Мислам дека тоа мора да го промениме. Таа перцепција се менува, ако се менуваат состојбите, ако се менува односот на власта спрема високата корупција, спрема тешките области на криминал. Нема криминал без да биде вклучен некој од власта. Мислите ли дека евентуалниот нов мандатар кој би дошол, дека е можно да најдеме таков човек, таква личност, која би имала толку силен интегритет пред се во насока на борба против корупцијата, која би била толку силно отпорна на влијанија, не само од бизнис заедницата, не само од тие крупни интереси на капиталот, туку и од самите коалицијски партнери натре во владата. Има ли таква личност од таков интегритет кој би можел на сите да им каже не и кој би можел да покрене било каква постапка? Па еве, тоа прашање го отвори Зоран Заев. Отворено е тоа прашање. Секој што мисли дека некоја личност, независно на која политичка партија припаѓа или уште подобро ако не е члена на партија, таков мандатор да предложиме, тој да има мандат да, но мислите ли дека би можеле да најдеме таква личност? Па сигурно дека има. Не верувам дека сите интелектуалци, зборувам како категорија, сите членови на партија, дека сите се криминалци, дека сите се исти. Не верувам. Верувам дека Па пред се мислам дека зборуваме за човек на кој тешко би можело да се направи притисок. Тоа мора да најдеме таква личност што е отпорен на притисоци од центрите за моќ, бизнис, лоби, кој што навистина ќе биде со силен имунолошки систем и кој што ќе води државата во една борба против корупцијата. Тоа таква личност верувам дека има и ако го погодиме таков, ако немаме други некои калкулации, јас сум за таква личност, независно од која политичка партија или ќе биде една партиска личност, така да застане член на владата. Тоа ќе се рефлектира во работата на министрите, а сето тоа ќе има рефлексија и во работата на директорите на јавни предпријатија, државни секретари, градоначалници, советници, председатели на совети, ќе се рефлектира. Инаку вие знаете, градоначалниците се најмалку контролирани. Никој не ги контролира нив. Апсолутно. Многу ретко, ако падне некој, па дојде партија друга на власт, не неговата партија, може да го преиспитуват, во спротивно не. Еве, ние сега имаме, да речеме, 60 на градоначалници на СДСМ, не знам колку се 15 на ДУИ и не знам на Алијансата во Таравари, во Гостивар. Практично никој не анализира работата во делот на трошењето на парите на градоначалниците. Може би сега ќе се преиспита нешто, бидејќи имаме сега нов состав на градоначалници. Може би сега ќе бидат под позасилена контрола градоначалниците од опозицијата и нека бидат, ја не сум против тоа, ако работат за развој на општината, треба да бидат поддржувани од централната власт, на било кој начин да се дава поддршка, но ако навлезат во криминал, треба на време да се сечат тие работи. Да, во однос на предвремените избори, да ве прашам прво, бидејќи цело време опозицијата ВМРО ДПМН зборува дека тие работат на ново парламентарно мнозинство, го најавуваат веќе од поодамна, сега некако ги интензивираат тие најави.
Дали и вас ве земаат во калкулациите за тоа ново парламентарно мнозинство, бидејќи сте парламентарна партија? Па јас сакам да го соопштам ставот мој кој што и порано. Значи, не поддржувам трансфер на пратеници. Како се одвивале тие процеси на изборите, коалиции се прават пред изборите. Ако настапувам самостојно, Демократски сојуз кој е самостојно изборите, имам слобода после изборите да се договорам со било кој. А ако настапуваме во коалиција, во овој случај во СДСМ, мислам дека не е морално, нити е тоа својство на мојот карактер да сега ја менувам страната. Друго е, после кога ќе заврши мандатот, да започнат преговорите, разговорите околу тоа кој како ќе настапи. Значи, сум против трансфер на пратеници од една партија во друга. Како ќе се одвијат тие процеси, со мене нити некој разговарал, нити пак ќе прифатам разговор да напуштам една коалиција со која што сум бил на избори, една платформа, да речеме, главно беше евроинтеграцијските процеси и така натаму, влез во НАТО, сега да се приклучувам кон друго парламентарно мнозинство. Јас апсолутно останувам. Ако треба, значи ќе бидам во опозиција, ако се формира такво мнозинство, нека се формира. Со среќа нека им биде, но ние како партија имаме кристално јасен став. Ние или ја држеме ова парламентарно мнозинство, или се повлекуваме ќе бидеме во опозиција. Нема да учествуваме во влада која што ќе биде резултат на трговија со пратеници. Пред малку на почетокот на разговоров кажавте дека имате и вие перцепција како да ВМРО ДПМН и на нив сега премногу да не им се брза со формирање на ново мнозинство или со предвремени избори. Зошто мислите така, бидејќи тие цело време бараат и бараат формирање? Од друга страна, исто така постои еден впечаток во јавноста дека и они беа затекнати од оставката на премиерот Заев и како сега да се најдоа во некаква ситуација во која не знаат баш што сега да направат. Па, гледано медиумски, оставката го сврте вниманието према Заев. Никој не зборува за тоа што ВМРО ДПМН однел голема победа на овие локални избори. Повеќе сега медиумското меѓународно внимание свртено кон оставката на Зоран Заев. Таков впечаток се созда бидејќи предстојат тешки прашања кои треба да се решават. Рековме, тешка економска состојба, доаѓа уште потешка, енергетска криза, зголемување на цените на производите, натаму можен договор со евроинтеграцијските процеси. Тие тешко дека ќе се вклопат во овие процеси сега, мислам, толку брзо, поготово ако сега ние направиме предвидени избори, тој процес ќе се одложи. И веројатно свесе ВМРО ДПМН, раководство на ВМРО ДПМН дека ништо нема ништо да пропадне или не знам каква штета да има ВМРО ДПМН ако овој процес на барање на предвремени избори или на формирање на ново парламентарно мнозинство го одложат за евентуално после нова година, како што најави, можеби ќе имаме турбулентна пролет, но тек наредната година. Така да веројатно и кај нив превладува чувството или и да рече на државата дека притискање на ново парламентарно мнозинство или предвремени избори дека можеби тоа да се одложи. Знаете, ново парламентарно мнозинство значи преземена одговорноста за вкупните процеси што ќе се одвијат во државата. И мислам дека ВМРО ДПМН не е подготвен тоа сега да го направи, затоа викам им треба време да се приспитат, да видат што како. А најавите за ново парламентарно мнозинство, тоа што го слушав од другите коалициони партнери, да не ги поединечно кажам, дека сите кажат дека никој досега со нив не разговарал. Мислам, никој не ги притискал да го соопшта тој став, кажал дека досега нема иницијативи за разговор околу тоа некој да премине во таборот на опозицијата со тоа да гради ново парламентарно мнозинство. Сега, тоа е јавно искажаниот став или на таква средба, но што ќе се одвива, не знам. За мене ќе има одредени проблеми околу формирањето на владата со новиот мандатар. Нагласи е дека ќе пораснат апетитите, амбициите на некои од партиите, но клучно е за стабилноста на парламентарното мнозинство стават на Беса, кој што вчера и на состанокот и во медиумите јавно го соопшти дека тие остануваат дел од процесите кои што значат интеграција во Европската унија, односно дел од парламентарното мнозинство, бидејќи они беа група од 4 пратеници кои што можат да ја срушат владата. Дополнително, ако се приклучи алтернатива, не сум ја во текстот и разговори, преговори со ниту еден, тогаш мислам дека
овие дилеми околу ново парламентарно мнозинство ќе бидат тргнати на страна и дека владата ќе има силна парламентарна поддршка и ќе функционира и ќе може да се посвети на главните приоритети. Инаку се разбира дека јас како пратеник во никој случај нема да поддржам проекти, одлуки, договори кои ќе значат на било кој начин загрозување на нашиот национален идентитет. Ние година дена, колку што сум јас сега во парламентот, имаме сосема кристални јасни ставови како партија околу овие прашања, тие јавно ги соопштуваме и за тие прашања тоа може да биде основа ние да се повлечеме, да не биде дел од владата, но и повлекувањето на Демократскиот сојуз од парламентот апсолутно не значи дека владата може да падне, бидејќи таа ќе има 64, 6 или не знам колку пратеници што ќе ја држат и натаму да функционира. Се разбира без Демократскиот сојуз. Зборувам хипотетички доколку дојде до некакви такви одлуки, но повеќе од јасно е дека пораката што е пратена од граѓаните и до ЗАЕФ и до СДСМ, дека овие прашања никој не смее да ги отвора и да бидат предмет на разговори, бидејќи неколку пати, десетици, 100 пати тоа го повтори ЗАЕФ, тоа го повтори и другите носители високи функции, дека околу македонскиот национален идентитет, околу јазикот, дека не се предмет на било какви разговори. Се надевам таа теза или тој став ако се држи, тоа би било добро за сите нас. Да, Зоран Заев кажа и самиот дека ја примил пораката од граѓаните со неговата оставка и преземањето на одговорност. И тој ја испрати својата порака до граѓаните, но ми се чини дека испрати и порака до меѓународната заедница. Претходно и нашите представници на македонската дипломатија, министерот за надворешни Османи, вице-премиерот Димитров, премиерот Заев, десетици пати ми се чини укажуваа дека оставањето на Македонија во предворието на Европската унија и блокирањето на почеток на преговори може да биде искористено прво од страна на некои трети страни, тука за нивно зголемено влијание во земјава, но може да предизвика и известна нестабилност во земјава и регионот. Ми се чини дека некако Европската унија не реагираше премногу драматично на тие пораки, дали не ги свати сериозно доволно, дали едноставно нивните проценки може би се поинакви, но гледаме дека доколку дојде до промена на власта, ВМРО ДПМН да, се залага отворено за Европска унија и НАТО. Дали тоа го прават во пракса, тоа е веќе нешто друго, но има партии, еве на пример како Левица, која е сериозна политичка сила, која отворено се залага против Европска унија и НАТО. И така да, дали мислите дека ова што го направи сега Заев на некој начин само го исполни она што цело време ја предупредуваше Европската унија? Па Европската унија проценуваше дека Македонија е подготвена или може да направи натамошни отстапки. И затоа ја поддржуваше Бугарија, бидејќи Бугарија повеќе од јасно дека не е таа сама. Ова што го прави Бугарија не може, која што е зависна со огромни милиарди кои се дават како помош од Европска унија за разни проекти, дека тоа можеме тек така да стави вето, значи да влезе на Македонија во Европска унија без да има некаква поддршка. Значи не е сама, тоа е повеќе јасно, кои што и како тие работи ги одвија не знам. Но во овој процес сега така зборуваат информациите дека Соединетите Американски држави ќе се вклучат силно заради геостратешките интереси. Македонија е членка на НАТО, но мора да биде и дел од Европската унија. Тој процес ќе биде убрзан. Оставката на Заев, мислам дека доволно говори дека затварањето на вратата пред носот на Македонија практично да не се отворат перспективите, значи и оставка на Заев, меѓу другото. Мора да преиспитат и Макрон, новиот председател, премиер на Германија и сите други, дека ако и натаму го влечат овој процес на интеграција на Западниот Балкан, ние зборуваме за Македонија, дека можни се други геостратешки влијанија, други процеси овде на Балканот, вклучително и на Македонија. Тоа е приоритетно и многу клучно за Соединетите Американски држави посилно да се вклучат. Без нив немаше да влеземе во НАТО. Некоја друга држава ќе да ставеше, не знам, немаше да го ратификува договор за влез во НАТО. Ако го засилат притисокот, мислам дека тој
е доста сега заселен притисок. Веќе почнаа представници на Соединетите американски држави да се движат низ овие простори. Знам дека Бугарија ќе биде намалиот проблем. Бугарија ќе мора да измисли некое прашање како што сега како измисли тоа дека да влезат бугарите во уставот, а колку ги има многу малку. Се разбира дека не се бугари тие што имат пасоши од економски и други причини што се стекнале со пасоши. Ние околу пасошите, околу сите овие состојби мора да отвориме расправа. Не може да биде пратеник, председател на влада, министер, судија, не знам, председател на држава, градоначалник, советник, доколку поседува двојно државенство. Не само бугарско, и албанско, српско, хрватско, не знам друго. Ако има двојно државенство, нека ги ужива сите права, но не може да биде носител на една функција. Мораме да имаме околу тој изграден став. Каков е тој амбасадор, ако има сега албанско државенство, оди во Тирана ги застапува интересите на Македонија, тој државенин на Албанија. За да не ја спомнам Бугарија, бидејќи многу се осетливи бугарите, односно бугарско руководство, доколку ги спомнаме. Ништо немам против. Кој како се чувствува, дека се декларира македонец, албанец, бугарин и така натаму. Нека ваде државенство, како сака нека ваде, но како држава мора да го штитиме нашиот национален интегритет, како што тоа го прават многу други држави. Господине Трајанов, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Ова беше разговорот со господинот Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз. Разговаравме за сите актуелни случувања, како ќе се одвиваат работите. Следува еден краток блок на реклами, потоа продолжуваме со разговорот со Ивица Боцевски, поранешен амбасадор.